кожа од комбуха. Чекај малку. Тоа не беше чај едно време? Беше едно време и уште е, ама ние недавме и друга корист од него, со тоа што целулозата што се збира на горниот дел, ако сме имале баба си да сме го виделе тоа уствари е чиста целулоза што ние ја преработуваме во кожа и во различни материјали. Ти благодарам, веќе многу бев збуната зошто Многу луѓе се. кожа од комбуха. И ние бевме, не се секира. Кај ти текна? Добре дојде Ангелина Добре, во мојата гаража. Ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш овде и да споделиш една прекрасна приказна што едва чекам да ја слушнам. И добре дојдовте и вие во нашиот Halkbank Startup Garage подкаст. Уште една епизода со Ангелина Серафимовска, која што е една од основачките на BioHide. Ке дознаеме се за кратко. Се сакам да слушнам. Има многу за слушање. Сме прошле доста, у една кратка година сме прошле доста хаоси. Кажи ми како почнавте и дали почнавте во гаража? Поради тоа што ние всушност го одбравме овој простор, поради тоа што многу бизнис идеи, успешни бизнис идеи почнале токму во гаража. Дали вашиот бизнис почна во гаража или таму некаде? Таму некаде. Нашиот почна еден кат над гаража. Почна во кујна, во на бабата кујна. Во на бисера баба и кујната всушност и беше обично попладне ние седевме и пиевме комбуха. Знаете како е редот, комбуха оригинална бабска не е највкусното нешто, ама Баба ми правеше комбуха инаку и исто стоеше во кујна под лавабото. Да. Вака се отвараше, тоа имаше вака големи тегли стаклени. И да, изгледа малку травматично. Изгледа малку травматично. Погрешно, да, само сум изгледа го пиела, погрешно. не дека не, мислам комбуха сакам, само процесот е малку специфичен. Чуден е. Да, не изгледа многу пријатен, не изгледа многу привлечен стварно, ама знаеш кога си ке баб, нечија баба, особено ке туѓа баба, не можеш да кажеш не. Не. Тоа не е опција, толку брокула сум јадела, не е опција само и во цел тој процес дури она га вадеше уствари комбухата, тоа парчето, скобито, целулозата, ние го видовме. Пардон, само момент, скоби, за да ни биде јасно на сите, скоби е акроним за акроним за самите бактерии, за самата култура што е уствари спој на бактерии и габи. симбиотик, како беше? Symbiotic culture of bacteria and yeast. Yes. Мене ме збори на момент, рекам чекај малку. Само да ни биде јасно што е скобито. Да, и многу голем проблем е што нема превод на скобито. И секогаш мора да е скоби то. Да, Тоа е малку проблематично. Скобито бито. Да. Тоа е добар маркетинг, да треба да размислиме малку на тоа. Тука сме, ќе запишеме. Да, идеи, па гаражата ни инспирира малку да идеме еден кат погоре. Да. Ама да, целиот момент кога го видовме тоа, малку се заинтригиравме. Јас сум на биохемија, бисерание на биотехнологија и одма ни отиде натаму мозокот и почнавме да ја испрашуваме бабе и најдетално што е тоа, како расте, зошто расте. И така некако се роди све од таа кујна, а уствари прототипите се родија во мојата кујна. И до многу скоро време уште беа во мојата кујна. Првото поголемо парче всушност беше растено во фиоката од мојот фрижидер, пошто не можев да најдам ништо големо, па после во тави, па во тенџериња, па во што стигнам. А каков е процесот? Како расте тоа парче? Тоа расте како сака, искрено да ти кажам. Нема, има свое мислење кај сака. Дури имавме ситуација каде што мене ми се истури на полица и почна ми расте по полицата, надоле. А всушност тоа е многу традиционална работа, многу проста работа. Правиш чај, ставаш шеќер, ставаш оцет, го оставаш да ферментира и уствари тоа го прават со години и години за пробиотичната течност. Меѓутоа, у целиот тој процес ради бактериите ти си се хранат од шеќерот и си се котат и прават слој целулоза горе. И тој слој, ако го третираш како што треба, постпродукција, ако го растеш во товарата средина, има многу потенцијал за кожа, за пластика, за све. Да, и вие сте први во ова, само нака во светски рамки. Јас сакав да го проверам тоа. Видиш дали право збориме. Не, ама сакав да видам, си викам дали сериозно на некој ова му текна и тоа сте вие и вие ќе ми бидете гости, онака ства. И морав да Кујна у геге. Да. И преварав на Google, пишав skin from kombucha. И кога почна да ми излегуваат некои резултати, мачкајте на вашата кожа комбуха. Океј, не тоа, не серум, не ова, дај да видам кожа од комбуха. Нема, не постои. Онака први сте, најпрви
Ние свет. сме И први браво. што, фала ти. Ние сме први што го имплементираме во бизнис модел тоа уствари. Да, Има мал милион луѓе кои нас што го испробуваат дома, не е толку тајна, ти реално че GPT ако го прашаш ќе ти кажа. Да. Ама што е оригинално е начинот на третман, пошто ти можеш да израснеш, ама не се водоотпорни. Се распаѓаат многу брзо, не се цврсти. Е сега, треба многу малце да го подчачкаш лево десно, ама додадеш нешто, ама одземеш нешто за да го достигнеш тој оптимален материјал со таа оптимална издржливост. И што е добро и лошо малце за нас е ние сме први што правиме автоматизирана продукција на тоа. Збориме со големи машинери, со голем капацитет на продукција, со стотици метри квадратни месечно. Ние сме први што го правиме тоа, што го правиме во вид на бизнис. Ама не сме први што сме опробали укојно. А сакаш да ми кажеш дека тоа е издржливо како кожата не се кине? Да, Ќе ми издржи мене? Ќе издржи све. Значи тоа стварно дури ние бевме шокирани на почетокот колку држи од тегнење со моите огромни масовни кучиња до фиджетинг, до стискање, до све. Дури имавме ситуација не една, ама многу пати на сите пичови што сме биле на сите такви настани над превари, многу сакаат да ја тегнат судиите. И тоа е толку смешно да видиш како се тегне кожата и сега во моментот јас сум многу сигурна во мојот материјал, ама во моментот кога ја гледаш некој огромен како ја тегне, почнеш малку да се потиш. Се сомневаш малку. Се сомневаш малку да не се овој сомневаш. тој момент. Дали овој тој човек. Имавме пресмешна ситуација со инвеститор каде што многу пати сме седнале со инвеститори и некако не ме слушаат. Не веруваат, ново е, чудно е. Имавме таква ситуација каде што човеков стварно само не ме слушаше што му зборам. Чекаше поминат 5 минути. И едно време ни го бара, имавме прототип, не се серче, ми го бара, не се серче. Ти му викам потегни го, слободно тегни го колку сакаш. Кога зема го тегне, зборам вени, искачање на челото, се зацрвене, мускулите му искочија, се задиша, го тегне, ништо не се дешава и ми вика кога може да дојдете. И тоа беше едно од најсмешните нешто. Ама добро, тоа е убавината во физички продукт, што дури да не ти веруваат што им проповедаш, можеш да им даеш да пипнат. Tangible. Го имаме тука, еве ви го. Да, слободно тегни, гризи, џвакај, шташ. Супер, а кои ви се плановите понатаму? Дали планирате да правите облека нешто со таа кожа или новчаници? Слушнав дека со вашиот ментор зборувавте Глигор Дачевски. Да. Зборувавте со него за правење новчаници. Тоа ќе ни биде првата продукт линија. Нас всушност со првата продукт линија ќе ни се вклучени новчаници, card holders, джебни пепељари. А убавината у сето тоа е што материјалот е толку биоразградлив, што ако го фрлиш надвор на земја во почвата из досади, тој ќе ја збогати почвата. И затоа генерално ние идеме со модната индустрија. Покрај фактот што модната индустрија е една од најголемите загадувачи, во наша генерација е најлесно да се комерцијализираш на тој начин. А после тоа веќе the sky is the limit. Сакаме да идеме во автомобилската индустрија, во индустријата за мебел, се тоа може да се имплементираме и покрај тоа има и некои поспецифични идеи, како например пробиотици за миленици. Тоа е огромна индустрија. Јас имам работно искуство во таа индустрија, така што ми е многу јасно колку се спремни луѓето да дадат за таква работа. Покрај тоа хартија за мотање цигари, ризли се прават од нив. Самиот материјал е толку прилагодлив и толку специфичен, што ти можеш потенок, подебел, подсврст, помек. Имаме многу планови. Супер. И тоа сето само ако знаеш добро да го третираш, мислам добро да го обработиш. Да го обработиш. Да, растењето е многу класично. Ние многу малце работи менуваме температурата, pH, вредноста, такви работи, ама третманот отпосле тоа е најбитно, за да го има таа цврстина и издржливост што има. Супер. Во тимот сте ти, Бисера и Надица, трите девојки, Powerpuff Girls. Која од Powerpuff Girls? Ме фати сега. Сега ме фати дефинитивно. Ние всушност се мислевме дали Powerpuff Girls или Walter White и Джеси, пошто ќе имавме продукт што сите ќе сакаат да го купат, ама одлучивме на креди да со Powerpuff Girls. Да, полесно е. Па не знам, ќе кажам дека јас сум Bubbles пошто сум плава. Бисера ни е Blossom и Најца ни е Buttercup, дефинитивно нас се љути многу, не ми вика. И плюс со темна коса. Да, и Башка е со темна коса, и Биби Башка е со джинджер коса малца. Ете ги погоди, случајно ги погоди. Супер, да, и ти си Bubbles. Да.
Да, Bubbles, ама Bubbles која малку ќе се налути. Да, кога веќе е сериозна Bubbles. Да, не плаче веќе. Да, таман кој што ми бараат лично секој пат кога ќе идам у продавница, без разлика, Да. си одговара. А имате ли таков проблем со инвеститорите, као со возраста, дали некогаш сте имале проблем да не ви веруваат само поради тоа што сте... Нормално. Колку години имате? Трите имаме 24. 24. Да, нормално дека сме ги имале тие ситуации ради возраста и ради искуството, ради тоа што сме девојчиња во одредени случаи, ама зависи кога како. Едно нешто што имам приметено е со поискусни луѓе, со поголеми великани инвеститори што веќе имаат проедено некои работи, го немаме тој проблем. Го имаме тој проблем со локално со дистрибутери го имаме, не сваќаат сериозно кога ќе се јавам нарачка направам од 4 тонали ми спуштаат телефон, па што ќе слушнат младо девојче. Такви ситуации сме имале малце поише. Веројатно поискусните не ви прават проблем и ви веруваат повеќе поради тоа што они од искуството знаат дека младите ги носат идеите и дека младите се тие кои што ќе направат промена и ќе имаат импакт. Да, они виделе веќе знаат. Да, па и тие биле млади. И тие стигнале до таму да беше се. Повеќето од поуспешни луѓе во пораните години од нивниот живот веќе креирале нешто и веќе не е секогаш успех кога ќе направиш фирмата што сакаш да направиш или кога ќе стигнеш до одреден network, net worth. Него некаде само кога ќе ги запознаеш точните луѓе, кога ќе стигнеш до точната идеја, кога ќе имаш цел да што сакаш да правиш, тоа што ти почнува успехот. Не мора значи ради капиталот што го имаш. Да се вратиме малку сега на тимот. Кои ви се обврските? Која е твојата обврска како Bubbles? Која е обврската на Надица како Buttercup и која е обврската на Бисера како Blossom? Како функционирате една со друга? Баш вака функционираме. Нема боле објаснување од така. Од самиот почеток не се менуваа улогите секогаш. Една турка, друга не турка, па друга турка, трета не турка, па за ова, па за она, ама генерално Биби ни е биотехнологот. Све што доаѓа до технологија, до процес, до автоматизација, до спецификации, тоа ни е она. Јас генерално ја презентирам идејата, ги пополнувам апликациите, ги истражувам цврстината на материјалите, бактериите што треба да ги додадеме, да не ги додадеме. Имам многу искуство во селс. И заради тоа ја го превземам тој дел, а Надица ние све од дадилка до пиар, до директор понекогаш, до она е на машински, така што она има огромно знаење кога доаѓа до тој процес на автоматизација, дигитализација, програмирање. Така што за улоги сме на сите страни, трите. Добро, ама супер е што сите имате различна улога и убаво функционирате како едно, како тим. Да, целата комбинација на хаос и различни карактери, различни визии, различни идеи, некако, не знаеме ни ние како се склопува во едно и во тоа не уствари не тера напред. Супер. А вие трите заедно како тим бевте дел од The Founder Games, кое што беше поддржано од Халк банка. И вие три успеавте да стигнете до првото место. Некако. Првото место е наградувано со одење во Силиконската долина. Точно така. Како? Ние не знаеме. Како? И ние не знаеме. Не, Founder Games дефинитивно беше едно од нашите најголеми авантури. И тоа е стварно нешто да кажеш, пошто сме имале многу чудни авантури до сега, ама тоа беше и хаотично, и нехаотично, и турбулентно, и се беше у последен момент, се беше плюкни залепи, имавме многу смешни ситуации. Едно од омилените ми е едниот пат кога седнавме трите, имаме состанок, се редуваме pitch deck, се редуваме бизнис план, се редуваме се, си викаме, се тапкаме по рамо, браво, видине за 20 минути све завршивме, тоа траеше некои 4 сати. И после свативме дека ништо не сме завршили. 4 сати од 6 месеци. Да, буквално. И ништо не сме завршили и пак бе све у последен момент, све буквално плюкни залепи, ама некако на крајот и самиот момент на пич, кога пичавме на тој на финалето, не беше толку од технички аспект, него баш онака во буквални зборови дојде од душа. И тоа беше моментот пошто касневме. Последното пичинг настан касневме, нормално јас каснев, дојдовме ептен кнап, не ни беше извежбано, не ни беше ништо да говори. Да, на самиот евент доцневме на пичањето. И ништо не беве време да извежбаме, не беве време ништо да направиме и седнавме и рековме па тоа е. И реков ај ќе дадеме све од себе и се искочив на сцената и се случи тоа што се случи. Не, повторно ми се потврдува дека е добро да доцниш.
Не, се шалам. Понекогаш, Се шалам. понекогаш. Се шалам, не, Знаеш, ама... Само работиме добро под притисок. Унекој, не викам дека треба. Да, се шалам, никако не треба да се доцни. Ама мислам дека многу ви значило тоа што сте биле на се или ништо. Да, тоа премногу. И мислам дека тоа што не сте извежбале, можеби само ви вклучило уште толку повеќе онака да бидете втренчени и да сакате уште повеќе да го направите ова како што треба. Да, тоа не беше најличен пич што сме го имале до сега. Апсолутно, пошто не беше само пичтекот, не беше само идејата, него некако друго беше. Некако стварно дојде од внатре. И стварно ги гледавме луѓето во очи и им зборев кој што беше да зборам во моментов. Стварно, они стварно почнаа да веруваат кој ние што веруваме и така се случи све. Супер. Значи тоа би им го препорачала на младите предприемачи секогаш да стигнат до тоа, но не по пат на доцнење. Не по пат на доцнење никогаш, не. Немојте да доцнете. Ама од душа. Од душа, секогаш од душа. Секогаш сум зборала тоа и кога не прашувале пред пич дали ни е тензично, дали имаме трема. Не, го гледаш човекот у очи и му раскажуваш како што раскажуваш на било. Како што се раскажуваш на себе си. Како што ти веруваш во таа идеја, така треба да му ја раскажеш на тој човек. Така, а дали мислиш дека некогаш кога толку многу веруваш во својата идеја, тоа може да те однесе малку на страна? Да почнеш да не ги слушаш другите што ти зборуваат, да почнеш да не примаш сугестии, онака само кон својата цел да идеш. Апсолутно, тоа е многу точно. Едно од најголемите проблеми во целото екосистем на стартапи е неслушање на совети. Пошто еве ние, како чист пример, ние дојдовме од научниот свет, не дојдовме од бизнис светот, ние слушавме многу чудни зборови што ние не ги знаевме и со обуки, со менторства, со само совети од претходни бизнисмени, ние толку многу сменивме и има многу стартапи што гледам што само се фиксирани на таа идеја. И некако тоа е, да, треба да си ја сакаш идејата, ама не да си ја споиш со егото. Да. Не значи дека ако некој има проблем со твојата идеја, не значи дека има проблем со тебе. Да, значи не смеш да се поистоветиш со бизнисот. Не си ти тоа. Не си ти тоа, тоа е твојата визија. Да. Апсолутно и да имаш бизнис, да имаш стартап, особено да имаш стартап, значи константно да учиш. Секој ден. Дали е нови чудни зборови како Capex, Opex, equity, дали е само совет, дали е за продуктот, дали е за маркетинг, дали е за односот само што го имаш, начинот на кој што размислуваш, секој ден од сите учиш нешто. Супер. Кога сме кај учење на нови зборови, знаеш што ќе те прашам така? Знам. Сека знам. Да, значи публиката, јавноста се крена на нозе кога те слушна на едно од видеата на The Founder Games, како велиш не конгратулейтнуваат. Да, кажи си го ти, мислам, не знам што јас кажувам тука. Да, кажи ми како влијаеше тоа на тебе и на вашиот тим? Искрено само се погоди. Таква ситуација што јас не сум човек што има социјални мрежи. Да беше до мене, ние ќе функциониравме уште на викање пред зграда. Така што ја не сум активна ни на Инстаграм, на ништо такво, ја не знаев. И јас во моментот се враќав од Букурешт, од проект, и како што проаѓам граница ке Бугарија, почина да ми вришти телефонот. Значи збориме, братучеди, татко ми се јавува, што ќе правиме сега, што се случува? А ја поима немам, и сега гледам ова и викаме, добро де шо? И не можев да разберам, некој време не можев да разберам што се случува, и исто и Биби Надица не може да разберат што се случува. Ма не сте тие луѓе едноставно. Да, и стварно најискрено не бевме нешто многу, не да речам потресени, ама не беше толку проблем за нас, колку што беше, не знам, интересно беше. Кога бев на 5 години матура, сите ме застана и ми рекоа да видов на TikTok. Сите. Да. Така што стварно сакаме да ги тенкнеме сите наши супортери и сите нивни congratulationsови. И само напред со поддршката, да знаете дека ќе продолжиме. Just ahead. Само напред. Just ahead, guys. Ама да, генерално no such thing as bad publicity. Да, па не, види, мислам, они реално и ви направија услуга на некој начин, поради тоа што сега многу повеќе луѓе знаат и имаат слушнато за BioHide. Апсолутно, да. Така што, дали е тоа по лош пат, не ни постои, мислам.
по пат. Не, по пат, Едноставно е по пат. Да, не, никако моментот е што никако не ни се меша во моментот на бизнис. Значи никако тоа не ми влијае на инвеститорите или на идејата или на производството, така што сведор не го оштетува бизнисот. No such thing as bad publicity. Да. Супер. Ова мислам дека беше важно што го кажа, поради тоа што сигурна сум дека има многу млади предприемачи, мислам млади кои што допрва сакаат да се занимаваат со ова работа, кои што веројатно би се обесхрабриле кога би се нашле во таква ситуација. И знаеш, има многу кои што ги гледаат The Founder Games и кои што би сакале да бидат на твое место и се поистоветуваат на некој начин со тебе. И веројатно они кога ќе видат таков некој коментар би се обесхрабриле. Ама супер е што вие го искористивте тоа на некој начин и мислам не го искористивте, ама едноставно ви оди во прилог. Да, и едно нешто што ми е многу мило од целата Далавера е што сепак таа порака што ние сакавме да кажеме, всушност со целото реченица, со целото интервју, се прошири и стигна до 200-300 илјади луѓе. И мене ми е многу мило за тоа. Да, имаше многу споделувања тоа. Да, имаше, ама и самата порака се пренесе со тоа што ние нешто не сме многу потресени за кој вокабулар сме го користеле. Сега тоа не е генерацијата. Тоа беше интервју за да се опуштиме пред пич. И нормално ја бев себе си, така збориме. Да, ама и плюс мислам и во предприемништво има многу англицизми и кога си секојдневно обкружен со сите тие зборови, едноставно ги користиш после некое време. Така особено кога доаѓа до такви моменти, ние имавме питчинг, кај што сега требаше на македонски ја пичам. Е поголем проблем, не сум имала животов мој со пич. не можев. И во еден момент вака застанав и кажав морам да го кажам на англиски. Пошто нема толку си навигнат, особено ако работиш во американска или во англиска индустрија, ако работиш на тој јазик, ако пичаш на тој јазик, ако праќаш апликации на тој јазик. Да, не, треба да се трудиме да зборуваме македонски, но исто така треба и да се потрудиме да им најдеме превод на тие зборови кои што не може да се преведат. Како скоби. Како? Како скоби, например. Да, како скоби. Не може. Симбиотик, како беше? Симбиотик culture of yeast and bacteria. Да, тоа. Евентуално, скоби се. Да, скобито. Скобито. Кажи ми, каков беше вашиот процес на стигнување до финансии? Тежок. Финансии се малку комплицирани. Едно нешто може да ти стигне за еден сегмент, ама може да ти стигне за 6 месеци, не за 7 месеци, не за 9 месеци и за тоа треба многу концентрација, многу знаење, многу совети, многу обука, особено кога доаѓа до момент на bootstrap funding или crowdfunding или инвеститори. И да стигнеме до првиот наш грант од 3000 евро дарно, беше со многу трудење, со многу учење, после тоа до поголеми грантови, поголеми. За ваков бизнис треба малце повеќе работа, треба малце повеќе финансија, ама сме на добар пат, можам да кажам. Иако беше тешко, е изводливо. И никогаш не треба да се обесхрабрат луѓе со нивните идеи ако мислат дека ова е скапо. Не е скапо, изводливо е, лека по лека, делче по делче ќе го направиш и кога ќе видиш големата слика на уствари колку потенцијал може да има тој продукт, не изгледа веќе скапо. Да, и колку мислиш дека еве Халк банка со новите стартап пакети може да влијае на тоа? Сам да не се плашат веќе луѓето, едноставно имаат опција да бидат поддржани финансиски. Колку мислиш дека тоа може да влијае понатаму позитивно? Многу. Тоа го гледаме дека овој цел екосистем на стартапи, дали се во sustainable, дали се во дигитални решенија, многу расте и све повеќе млади луѓе особено се инспирираат и тоа можам да кажам како цврст факт дека моја генерација луѓе се плашат од банки и се плашат од кредити. Да. Стварно се плашат. А со такви стартап пакети, како што има Халк, како што имаат се повеќе банки што и организации што мене ми е многу мило да го гледам, е огромна поддршка и малце го прави помалце страшно моментот на финансии. Па поради тоа што и веројатно не е толку страшно. Да, стварно. Не е толку комплицирано како што изгледа. Кој ќе почнеш да го разбираш, стварно не е толку страшно. Па ние се плашиме од папирологија, од администрација, бирократија. Сите тие, да. Не, сега имаме Google, имаме ChatGPT, се решава све. Супер. Дали би сакала нешто вака да ми кажеш
од тебе, некоја анекдота, нешто смешно што ви се случило, нешто интересно од Founder Games или нешто било што. Многу, да. Не знам, една анекдота, например, за тоа дека ќе одите на Silicon Valley. Например, да, некои од малите ствари ги спомнеме. Мислам тоа протрчај го, така не е ништо не е важно. толку нешто битно, релевантно. Сум на Силиконска долина, па типа. Као, шо е тоа? Радо ќе идам у Велес или нешто, као зашто да се замарам. Кажи ми се. Немам зборови, немаме зборови. Не знам, да идеме во Америка е многу далечен сон за луѓе, никад не го размисливме тој момент. Исто како никад ние воопшто не ни пројде кроз глава дека ќе победиме или дека ќе идеме во Америка. Не беше дел од планот. Тоа само се случи некако. Така што сме екстремно возбудени, ќе се видиме со некои многу битни фирми таму, ќе учествуваме во многу битни настани. Ќе идам у Калифорнија, ќе газам на истиот под со Тупак што газал нека. Тоа е све многу битно. Да. Тоа се све многу битни работи. Така што сме доста возбудени за тоа. Само што визија ни дадат. Да, уште тоа. Кои се вашите очекувања? Што очекувате таму да ве снајде? Да се збуниме многу, да утнеме неколку метролинии, тоа по дефолт мора, нема шанса да не се случи. Ама не знам, да ја видиме поголемата слика. Таму стварно е малце поразлично, ќе нас функционираат со различни бројки, со различни визии, ке нив не е баш процес на 6 месеци, ке нив се случува во 3 минути. Он одлучува дали ќе сака да инвестира у тебе во 3 минути. И малце ни е страв, малце е фрка, ама очекуваме многу интересни искуства. Многу хаоси, како у Founder Games. А што всушност ќе правите таму? Сега за сега, планот е да учествуваме на Climate Week. Сега малце сме флексибилни со плановите, гледаме кои ни се приоритети. Конкретно, Silicon Valley е малце поориентирано кон AI и дигитализација, меѓутоа нашиот продукт е многу специфичен и како што кажав, обавеното со физички продукт е тоа е индустрија стара илјадници години. илјадници години. Тоа знаеме како факт дека не иде нигде. Луѓе секад ќе сакаат патики, секад ќе сакаат фотели, секад ќе сакаат новчаници. И тоа е многу ударен момент што ние го имаме, што може да ни помогне да се одвоиме од толпата таму. Па и на тоа се надеваме. Се надевам и јас. Да. И се вратиме со нешто. Се надевам, леле. Ајде, ништо да не ве урочам. Да. Али да, супер ви оди и само напред. Трите девојки Powerpuff Girls да го освојат светот. Ќе биде. Ќе се тепаме со лошата кожна индустрија. Да. И насилство врз животни. После тоа имате некакви планови? После Silicon Valley, бидејќи ќе одите во септември. Да, планот е сега во септември. После тоа да се вратиме да се оправиме од тоа искуство, претпоставам ќе ни треба некое време. Да. Ама во моментов ние си го правиме погонот, производниот погон. Сепак си работиме ние без разлика на настани или инвеститори, не инвеститори, ние почна од фиока од фрижидер. Нормално дека нема да застанеме само ако има нешто што не попречува. Така што ние го зголемуваме тој погон се повеќе и повеќе. Ево септември, октомври ќе искача првата линија на производи. Од јануари сакаме веќе да таргетираме фирми, пошто нас целта не ни е B2C, повеќе ни е B2B, пошто со B2B многу поголем импакт имаш и многу поголемо влијание ќе имаме таму и ради фактот што веќе од 2025 ќе почнат да стискаат со закони, со лиценци, со легислативи, големите фирми веќе ќе мораат да преидат на поеколошки производи, на поеколошки начин и точно тие ни се таргет. И една работа што многу луѓе ја бунат е уствари кожната индустрија нас не ни е непријател, него ни е клиент. Него ни е партнер, пошто сите тие кожни индустрии, дали е за патики, дали е за коли, дали е за што го да, они ќе мора да се свртат на друга кожа и ние сме right here. Да. Во моментов на некој начин ви се конкуренција што вас некако ве мотивира, а после тоа ќе морате да се спријателите и заедно да го држите пазарот. Да. Нема друга опција. Супер. Нема кај да ни бегаат. Кај ќе бегате? Нема кај да бегаат. Да, супер. Кажи ми како ви се одвива еден ден, вака како предприемачки, мислам, бидејќи ми кажа дека работите цело време и како... Секој ден различно. Секој ден различно. Обично јас сум стационирана во public room со лаптопчето, некои 5-6-7 сати од Сабајле и генерално денот ни да се слушаме еднашка од Сабајле, па после
за саат време и се слушаме 10 пати од денот. Дали имаме состанок по состанок, дали онлайн, дали уживо, дали ќе се најдеме во Долап или во Public Room, па ќе се раздвоиме, па ќе иде некој на друга работа, па друг ќе пополнува некој 28.000 апликации. Секој ден различно. Дали ќе одиме до Охрид за овој инвеститор, па да тркнеме до Софија ваму, па да се организираме за тоа што само јас имам возачка. Добра, ајде за во Америка, например, нема да ви треба. Боли, Да. не можам веќе. Да. Али, да, супер. Друго нешто што сакаш да ми споделиш? Трите доаѓаме од многу сличен state of mind, кога доаѓа до ваква работа. Трите сме огромни љубители на животни. Јас сум личен дистрибутер на кучиња на сите мои другарки и другари, вклучувајќи ги Најца и Биби. Они двете имаат кучиња што ги најдов ја, ги вдомија од мене. И така што тоа мислам дека не е најголемата мотивација, ама и кучињата не си product testers попутно. Не јадат комбухата цело време. Стварно? Да. Па добро, супер. Пробиотици. Да, пробиотици. Што? Супер, значи куче може да ја изеде ташната. Да. Апсолутно. А и тоа е исто многу интересен момент што сме го разговарале, пошто не само кучиња, и бебиња, например, и бебиња, дури и човечки бебиња имаат тенденција да си џвачкаат ова, си џвачкаат она. И ова е многу убаво, пошто ако си го фатиш бебето кога ти го џвака новчаникот, може да си го, окей. Океј, само парите да не Да, ги само јаде. парите не ги јади, окей. Ако ќе стигне до парите, ќе станам од маса. Да, тогаш веќе може да се интервенира некако. Ама до тогаш до поставата дур да стигне, окей, добар, здраво е. Леле, супер. Дали имаш нешто што би сакала да им го препорачаш на младите? Да, како и секогаш да не се обесхрабруваат, особено не од големи зборови или големи бројки или големи ришернувања на рилови. Никогаш не. Ако ние можеме на начини сите можат, само треба да си ја сакаш идејата и да имаш многу добра идеја. И само тоа ти треба. И приликите ги се создаваат некако магично, откако ти имаш визија, откако ти имаш цел, вака почнуваат околу тебе. Да. Се појавуваат. Па веројатно приликите цело време се тука, само што Се, кога ама не ти ги ја имаш приметуваш. визијата, ги приметуваш, ги воочуваш Апсолутно. околу тебе, а тие се Апсолутно. цело време тука. Само Да. кога ти имаш цел, почнуваш да ги гледаш и ги користиш. Апсолутно, ете многу чист пример. По пат наваму, дали виде некоја црвена кола, рецимо. Ако не си Не. видела, не, така. Ама, кога ќе идеш назад дома, да видиш дека ќе приметиш 3-4. Само ради фактот што ти е од глава. 17 ќе приметиш. Само ради фактот што ти е од глава, пошто ти ако не ги бараш, приликите нема да ги видиш, а секаде се од лично искуство, не од филозофија, стварно се секаде околу нас. Така што да. Треба малце инспирација, малце визија, малце работа, малце поиша работа. Послуша малце работа за без пари. После тоа работата е лесна. Значи Да. ти веќе кога ќе тргнеш и кога вистински ќе го сакаш нештото што го правиш, работата ја Сама не е. чувствуваш. Да, Да. природно ти доаѓа. Ние стварно доаѓаме од толку не бизнис начин на живот, толку далеко од бизнис, па еве се сноѓаме, веќе ги знаеме големите зборчиња, знам што е equity, Да. знам capex, opex. Така што е многу лесно да научиш. Луѓе сме, особено млади луѓе. Прелесно. Да, да особено млади може Само многу страх не лесно треба да научат. се има. Особено кога доаѓа до вакви питчинг идеи, јавни настани, настапување пред суди, пред инвеститори. Првиот пат кога пичавме, тоа беше лудило. Ветер дуваше, се рушеше паното позади мене, микрофонот ми работи, не ми работи. Ја кога што зборам брзо, тоаш зборев пута 30. Ја не знам како го извадив тоа од мене. И на крајот на денот пак им се свигавме на инвеститорите, пак гледа луѓе потенцијал во нашата идеја. Колку и да беше тоа све хаос. Па добро, хаос, ама вие сте го хендлале хаосот. Го хендлнувавме хаосот. Хендлнувавте. Да. Значи тоа е добро кога го хендлаш хаосот, се е окей. Да, И да. тие веројатно и тоа го гледаат. Мислам, тоа е нешто што е важно за презентација пред инвеститори. Апсолутно. Они да те видат тебе кога ти си во тесно, како се снаоѓаш, кога Апсолутно. имаш препреки, како се носиш со сето тоа. Апсолутно. И колку си ја знаеш идејата. Тоа е едно од најголемите работи што мене лично ми имаат извадно, пошто обично јас пичам. Мене лично што ми има извадно најмногу од такви некои комплицирани прашања, пошто некад многу сакаат да поставуваат комплицирани прашања,
само тоа што си го знам процесот, си го знам продуктот, ја знам вредноста на продуктот и све дур ти ги знаеш тие работи, никој ништо не ти може, пошто никој не ти ја знае идејата боље од тебе. И многу пати сме го имали тој момент, па ја можеме да го правиме во Украина. Па у Кина може да го прават, па вамо може да го прават, ајде, направи го. Ајде. Направи го. Така што никој кога доаѓа до идеи, до визии, до стартапи, никој не го прави боље од тебе. И никад не треба да биде охрабрен од тоа. И шо ако ова е многу лесно, ќе го направи некој друг. Чим до сега го нема направено. Супер, фала ти многу што беше гостинка во мојата гаража. Да, убава гаража. Да, јас многу убаво си поминав. Ќе продолжиме да си правиме муавет, сигурно. Да, не истече камерата. Не, добри сме со камерата. Фала ви многу што не следевте. И се надевам дека ова беше уште една инспиративна епизода за вас младите. Ќе се видиме наскоро во следната епизода. Пријатно!